Кога ќе се најде на маса предлогот за влез на Македонија во Европската унија без можност на глас, ќе размислувам за истиот. Во моментов тоа се само гласини, рече председателката на државава Гордана Стилјановска-Давкова на заедничката пресконференција со албанскиот колега Бајрам Бегај во однос на идејата што неодамна ја кажа премиерот Христијан Мицкоски во контекст на мировното решение за Украина. Председателката повтори дека сме цврсто определени за влез во Европската унија и истакна дека во чекорињето на Црна Гора и на Албанија на патот кон ЕУ гледа европски чекори и за целиот Западен Балкан, но напомена и дека билатерализацијата на евроинтеграцијата нема да биде осамен пример и дека земјите членки на Европската унија сериозно треба да се однесуваат и да ја превенираат. Заслужуваме да влеземе во групата на држави со кои ќе се разговара за сегашниот начин на влегување во Европската унија или евентуално за некакви модалитети при членството. Тогаш се разбира дека ќе го анализираме предлогот оти вака. Не е многу сериозно однапред да кажам што мислам. Сакам да видам на што се однесува, што значува, што можеме да очекуваме, па тогаш ќе ви одговорам. За албанскиот председател Бајрам Бегај, важен мост во соработката со Македонија е статусот на албанците во Македонија и употребата на законот за јазиците. Во однос на македонското малцинство во Албанија, напомена дека се заштитени со закон и ги добиваат сите права кои им припаѓаат. Пустец е многу важна зона. Ние ги третираме малцинствата со посебен закон, каде што за нив се заштитени сите права кои што им припаѓаат. Во текот на последните избори, партијата која што ги представува македонците во Албанија беше во сојузништво со партијата која што ги доби изборите. Македонската председателка оцени дека односите помеѓу двете земји се одлични и пријателски, без отворени прашања и со добра основа за продлабочување на соработката во сите области. Бегај пак смета дека односите меѓу двете земји треба да бидат пример во регионот, а коридорот 8, како што кажа, е символ на новата ера на соработката, но и за европската безбедност во иднина.